сега, ајде да продолжиме, веќе имавме и во најавата со следните содржини. Колешката Сузе подготвена со наши прекрасни, преубави гости, кои што ќе ни го разубават и утрото, затоа што вака млади девојчиња секогаш се радост во нашето студио. Но поводот, причината поради која се овде, јас би сакала да ви честитам. Секоја чест за освоената награда, прво место на Европското балетско гран при за балерините од Bullfrogs балет. Но повеќе за тоа ќе ви оставам да разговарате со Сузе. Од мене уште еднаш добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и од нас. Ти благодариме, Слободанче, многу убаво изгледаш ова утро. Благодарам. Да, тоа го видов точно во 6:25 и некако ми го разубаве денот. Ти да благодарам, ти кажам, драга сега... моја колешке. Така. А сега следуваат најнови вести од светот на балетот, како што најави и мојата колешка Слободанка. Ние денеска имаме прекрасни млади балерини заедно со нивниот педагог, балетски педагог и уметнички директор во Bullfrogs, Александра Никифоровски. Добро утро, добре ни дојдовте, честитки и добро утро за Сузи, Јана и Тамара. Ве погодив? Ве погодив, браво. Како се чувствуваме ова утро во студиото? Ова утро во студиото јас се чувствувам многу убаво и среќно. И среќно, особено поради тоа што и не сме на часови, малку ќе доцниме, ќе губиме. И вас ќе ве прашам, Александра, честитки за вашата вредна, посветена 15 годишна работа и сепак вложува со огромен резултат на престижниот надпревар европски. Ова е навистина голем успех и за вас, ама и за нас како македонци. Искрено и јас така се чувствувам. Најпрво благодарам за поканата во вашето студио, наша чест да бидеме тука, да го испромовираме ова нешто кое го спремевме во изминатиот период, околу 45 дена. Нашите ученици напорно работеа по 4 часа на денот. Се извинувам. Можете слободно водичка да се напиете. Да, може, фала. Јас ќе си ја прашам Сузи во меѓувреме. Виена беше местото на случување на ова престижно европско првенство. Колкава беше, голема ли беше конкуренцијата? Голема беше и имаше многу добри учесници. И ја многу сум возбудена. Беа предобри, ама ете ние исто бевме многу добри, затоа освоевме прво место. Браво. Јана, земи го микрофончето, кажи ми, запознавте ли доста балерини од многу земји, бидејќи ова беше надпревар од многу земји, интернационален, така? Да, беше интернационален и да, имаше многу конкуренција, кој што кажа Сузи, имаше и многу балерини. Вие настапивте со кореографија на Сон на летната ноќ, така? Да. Тешко беше да се соглада? Па зависи за секој различно, искрено да, беше напорно, но беше многу убаво чувство, додека се игра. Браво. А Сани, колку учесници вкупно беа вклучени, колку деца беа вклучени во оваа групна кореографија за која го освоивте првото место? Од нашето училиште учествуваат 20 ученици, беа избрани за вакво нешто, бидејќи нормално треба да имаат претходно балетско искуство, веќе со години се тие кај нас. Работеа на вистина напорно, дури едно време Сани претеруваш, да, меѓутоа за ваков успех навистина е потребно да се вложиш и искрено децата изиграа најубаво во времето кога настапува од било која проба претходно. Сум тоа се ситници кои јас ги гледам, меѓутоа сум многу задоволна. Така. Кој е клучот на овој резултат? Веројатно во овие 15 години и ти, а и останатите педагози во вашето интернационално училиште Bullfrogs сте правеле некакви ваши анализи, кој е клучот, на кое ниво треба да сме стасани, дали може би да работиме само со една група или да вклучуваме и нови деца кои што ќе се приклучуваат, па ќе учат од овие поискусните? Па и генерално јас тоа го правам многу често, особено во групна кореографија, никогаш не ги вклучувам само најдобрите или оние со најголемото искуство. Помалите деца како Сузи, Тамара, па и Јана, можам да кажам, иако не е најмала, бидејќи подоцна се врати, одеше порано на балет, па се врати, талентирана и брзо напредува и затоа ја вклучив. Учат едни од други. Значи, помалите, кога ќе ја бидат во комбинација со поголеми деца и поголемо искуство, побрзо напредуваат и сега се во сосема друга димензија, повраќањето. Поинаку го доживуваат балетот, поинаку се на час, поинаку интерпретираат вежби, иако од претходно ја тоа сум го зборувала денови наназад, не се сваќа толку брзо, после вакво нешто, веднаш влегува во нивните глави и тело. Така да, мислам дека ова беше за нив
едно нешто каде што сами се приспитаа себе дали навистина го сакаат балетот после толку напорни тренинзи, или ќе се откажеш или за секогаш ќе го сакаш. Така, ние имаме и нешто инсерти, но ќе ги видиме малку подоцна. Кажете ми, Сузи, има ли момчиња во вашето училиште? Земи го микрофончето. Има и момчиња, има големи и мали. И тие се исто добри колку и нас, колку и ние што сме. И тие добро напредуваат, но со на летната ноќ не беа, имаше само девојчиња, но во нашето школо има и момчиња и девојчиња. Браво. Тамара, што значеше Виена за тебе како искуство? Прв пат беше во Виена? Преку балетот прв пат одам во Виена, но инаку сум била во Виена. Јас во Виена си поминав многу убаво. Тоа ми даде знак дека јас можам да продолжам со балетот. Одам прв пат на надпревар и си поминав многу убаво. Браво, да. Ја на колку години си ти во Булфрукс? Јас се вратив после јас сум тука 1,5 година, се вратив после околу 8 години, имам претходно оддана како мала, како што кажа Сани. Искрено, сепак љубов за балет пак ме врати назад, пошто Не можеш чувството дека сум тука на сцена, цел многу- живот на сцена. да. Да, всушност ние и гледаме инсерти, Сани, од она што се случуваше во Виена, точно? Да, како што може да гледате во моментот, оваа синхронизација е тоа што ние навистина требаше да го постигнеме. Самата кореографија е симетрично поставена и една мала грешка многу лесно се гледа. Многу сум задоволна што не оценија прилично високо со 92,33 бодови. Бевме трети поред од високо наградените. А сме средна вредност на возраст ни е околу 12 години, а играме во джуниор категорија, професионал, што е доста важно да се тоа каже, многу таму ме изненади, поинаку професионалци, точно. бодуваат. Да. И тоа е само затоа што една од балерините се повреди и во незина замена влезе 18 годишна балерина од кај нас мораше да покриеме. И не очекував само поради тоа што бевме во многу висока категорија. Кога кажа дека имаме прва награда, не ми беше верно, иако беа придобри, не ми беше верно. Така да пресрекни сме сите, да. И не беше само ова, вие бевте пофалени и во тој неофицијален дел, ненадпреварувачки дел за училиште кое навистина оставило исклучителен впечаток. Ова не беше ваше прво представување на овој надпревар, така нели? Втор пат сте тука? Втор пат, да. Всушност трет пат колешката во соопштението го подзаборавила првиот пат, бидејќи беше и пред короната. Меѓутоа, прв пат влегуваме во гала, бидејќи по завршување на надпреварот, без разлика дали си награден или не, бираат околу 30 кореографии или варијации кои ќе се изведат таа вечер. До сега не сме успеале да влеземе на гала, оваа година ја имавме таа чест и иако минатата година бевме наградени со трета награда во дуо класичен балет Пицикато, не игравме во галата, оваа година беше тоа наше големо задоволство. Прекрасно. Децата од 4 наутро беа станати за да се спремаме, костимот е многу деликатен, има крила, капи, шминка. Кога се закопчаш не можеш веќе да се откопчаш у наредни сати и пол. И издржаа до 9 вечерта повторно да играат и да се повтори тој цел процес на подготовка. Во костими цело време, а? Па не, сакаа да се дотераат за на авардот. Па им дозволив да изведат шминка и после се од почеток. Да, ова звучи сериозно, многу одговорно и доста професионално уште од мали нозе, што ми дава за право да констатирам дека балетот е една од уметностите кои бара најголема дисциплина, така нели? Што би рекла ја, 3 уметности во едно. Така. Што, Тамара, што ви паѓа да речам, тешко, иако знам дека кога се сака ништо не е тешко, но еве од сите овие нешта да се стане во 4 наутро, да се биде во костим кој не е баш пријатен за носење долго време, кога треба да си фокусиран со целата енергија сега и овде, ви паѓа ли понекогаш тоа тешко? Па, мене малце ми падна тешко, поради Да не си костимот. поплака? Јас Не. ако ми е тешко си плачам понекогаш. Ама ќе ми помине. Не плачев. Бев срекна затоа што ќе играме и затоа не плачев. Беше тешко за костимот, затоа што не требаше одма да го
облакаме на себе и така, но убаво си поменав тој ден. Одлично. Сузи, имате ли вие сите? Предпоставувам дека како девојчиња кои го сакате многу балетот и живеете со балетот и за балетот, имате ли некои своји идоли, некој што ви е вака омилена балерина или балетан, некој како што би сакале вие некогаш да бидете? Па сум гледала многу балерини како настапуваат и многу би сакала да сум исто добра како и нив, да станам и балерина, да бидам многу добра во балетот, да напредувам. Така, одлично. Јана, имаш ли ти некоја кореографија или песна или представа или некое дело каде што би сакала еден ден вистински да се видиш на сцената? Прво, многу ми се допаѓа делата што ги работевме до сега со Сани. Второ, има многу убави, се разбира варијации, има групни игри, но многу во последно време ми се допаѓа и со другарки што сум зборела, варијацијата китри. Музиката така многу разигрива и те тера повеќе да играш онака. Одлично. Убава за слушање. Сани, еве, имаат своји желби, Динамика сакаат децата. Се консултирате ли, им презентираш ли што следно ќе се обработува? Го испипуваш ли нивниот пулс, нивните желби, нивните перформанси, да ги наречам? Па секако да, анализирам доста. Лани имавме премиера на балетската представа Чиполино, годинава ќе ја повториме во јуни уште еднаш. Немаме многу среќа на репертоар да ја ставиме, меѓутоа еднаш годишно успеваме да ја реализираме. Одиме на повеќе надпревари во текот на годината, не сите деца секогаш и не секогаш групни кореографии, меѓутоа комбинација правиме и имаме една програма по која се водиме во текот на годината. Нив им е интересно се што има динамика, генерално. Браво. Инаку низ годините вашето интернационално балетско училиште има сработено многу проекти. Јас и навистина бев многу пријатно изненадена кога ги прочитав овие информации. 10 балети се продуцирани, повеќе од 25 одиграни представи, еден документарен филм, 5 представи, 18 летни балетски школи, повеќе од 20 на работилници и уште многу нешта. Што ни подготвувате за оваа година? Оваа година ќе ја репрезираме, како што кажав, Чиполино. Имаме повторно летна балетска школа. Ќе одиме на надпревар во Загреб. Тоа е исто интернационален, доста добар надпревар. Потоа патуваме за Париз, каде сакаме на Young American Grand Prix повторно да одиме со оваа кореографија, како што ја презентираме денес од сон на летната ноќ. Така, одлично. До крајот на годината тоа би било. Да. Ајде да ги споменеме и останатите, можеби имаме, сигурно не можевме ние сите да ги донесеме тука членови кои настапија, но еве сигурна сум дека ќе се радуваат ако ги споменеме, особено оние кои што се надпреваруваа и во соло категорија на надпреварот во Виена. Да, Софија Христовска, Каја Илиевска, Софија Каја, Елена Василевска, кога заборавам, некога заборавам, Ева Радуловиќ и Вања Поптонев. Ете, и Вања. Ти благодарам, така ќе види како се Фала сети. што ме потсетивте. Браво. Ги поздравувам и јас сите нив. Претпоставувам дека се во училиште, но сигурно ќе не гледаат одложно. Што би имале да им порачате, драги мои дами, на сите оние кои што можеби ваши врснички, иако има помеѓу 8 и 18 се движат во таа десетка девојчињата, зошто е балетот важен да го имаме во нашата дневна листа, во нашиот живот? Кои се најголемите придобивки, Сузи, кои ти ги доби од балетот? Ете, одам на надпревари. Многу ми доаѓа убаво кога вежбам балет, се опуштам, се внесувам во балетот, заборавам на се што се случило лошо во денот и балетот ме опушта и ме прави да сум многу срекна. Одлично. Тамарче, ти? И како што кажа Сузи, јас се опуштам од балетот, убаво ми е да вежбам. Не мислиш на математика, на ништо не мислам. Се фокусирам само на тоа. Сакам да напредувам. Пробувам да вежбам напорно и убаво ми е што одам на балет. Да, одлично. Јана, дозволува ли балетот да изгледаме неидеално, бидејќи јас не сум видела незгодна балерина, ама сите сте згодни, до една, значи од најмала до најголема. Дозволува ли балетот да имаме вишок килограми и се останат?
Според мене и мислам според целата наша балетска школа, како и Сани за сега што ни е мучено, тежината, изглед, надворешниот изглед, мислам дека нема толкова врска со тоа колку што си ти добар, колку што ти сакаш да напредуваш и колку што ти имаш силата во тебе да го изиграш делото што Но го самите тренинзи кои бараат огромна работа, труд и дисциплина не ни дозволуваат Сани да По можеме дефолт ние... ќе си дојде тоа, Да. со многу тренинг. Да. Во минатото би рекла дека хорот и балетот беа најголеми активности, најзастапени активности, особено за девојчињата. Дали се сменија нештата, Сани, од времето кога ти беше девојче и кога ти беше мала балерина до денеска, бидејќи во оваа интернет ера, кога технологијата ги врза децата дома со нивните телефони, некако се помалку се одважуваат да одат на одредени активности. Сменети ли се нештата или за среќа не? Па, искрено се зависи од тоа каде се наоѓаат и од педагошкиот пристап. Имаат кризи, тоа е нормално. Меѓутоа треба да најдеш начин како да ги задржиш, да ги мотивираш. Да ги мотивираш и да осеќаат љубов постојана. Тешко е да се вежба балет, особено еве со мене како педагог е многу тешко. Ја дори им викам, добро деца, како не се откажувате? Не се откажуваат, не знам која е таа магија. Меѓутоа нешто ги задржува, има нешто што многу се мотивирани од секојдневието. А сменати се нештата. Балетот порано можда и не беше толку посетен и не одевме толку често на балетски представи, децата не одеа толку често на балет, меѓутоа има различни ставови зошто одредени деца посетуваат балет. Широка е темата, би разговарале и друг пат на таа тема околу балетот. Тука некаде ние ги дотрошуваме последните минути. Мене ми преостанува да им се заблагодарам Слободанче. Навистина ни го разубаваја утрото и направивме... И радост не донесоа со наградата покрај еве сите овие проблематики секојдневни што ги имаме. Многу е убаво да слушнеме дека имаме освоено прво место и тоа е на Европско балетско гран при. Секоја чест. И посакувам уште многу успеси. Само би сакала, Сузе, ако дозволиш, пред самиот крај со оглед на тоа дека некогаш и јас како младо девојче во Пионерскиот дом во Тетово бев член од балетска група, за точно каква категорија за балет станува збор? Ме прашувате околу надпреварот? Класичен балет, Класичен модерн, балет, да, значи класичен само за класичен балет. балет. Ние во нашето училиште исклучиво класичен балет, имаме неокласични представи, меѓутоа се многу блиску до класичниот балет. Так, што бара на вистина многу работа, тоа сакам Железна да го дисциплина. кажам. Да, дисциплина. Сепак има разлика со оној другиот балет, но посакувам на девојчињата исто така успехи на училиште и успехи да си го остварите соното, оној што си го кажавте и го имате во... Не само на летната ноќина, на цел живот, сонот на вашиот живот. Благодарам многу што бевте наши утрински гости и со некој следен успех повторно се гледаме во нашата студија. Благодариме.